Ќе реплицирам директно на говорот на колегата Данев. Прво, станува збор за декларативна искреност која ја пласираат пред сите нас и пред јавноста, поврзана со можните избори на 24 април или престанувањето на парламентот на 24 февруари. Вечерва сите ние како колеги сме сведоци дека после 19 часот добивме огромен број на пораки од собранието, предизвикани со предлог закони од владата кои се донесени во ова собрание и за кои треба да се поведе процедура, да се отвори седница, да почне комисиска расправа, да се врати пак на пленарна седница, да се дебатира и да се гласа за тие закони. Сакате да кажете дека десетици закони кои се најавени вечерва, а најбрзо можат да почнат од утре, според вашата пресметка за 24 февруари, треба да завршат во рок од 4 дена. Престанете да ја манипулирате македонската јавност. И самите сте свесни и знаете дека ништо од условите кои требаше да бидат исполнети за одржување на фер, слободни и демократски, релевантни по нова номенклатура избори, ги немате исполнето. Го успорувате во целост процесот, во целост, и затоа избори на 24 април нема да има. Ама единствени виновници за немањето на избори на 24 април сте вие, со вашиот игнорантски однос и умртвување на целата процедура која беше пропишана, договорена, да се спроведи како основен предуслов и потребен и доволен за во Република Македонија да можат да се спроведат релевантни избори. Што се однесува до нашава дебата вечерва, зошто сме доведени во ваква ситуација 8 ден да разговараме за прашања за кои се уште ја немаме допрено суштината. Само со еден минорен податок или случајна грешка на претседателката на комисијата, која, не дозволувајќи да завршат процедуралните забелешки, кои се врховно, најврховно право на секој пратеник, кога станува збор за прекршување на процедурата, да може да ги искоментира, а после тоа да се зборува за било каква активност на комисијата или на пленарна седница. Суштинската грешка која беше направена овде, беше недозволувањето да заврши постапката за процедурални забелешки, после која би можело да се зборува и за деловничка или неделовничка, уставна или неуставна одлука на претседателката на комисијата, за која дополнително би разговарале. Меѓутоа, од суштински аспект, оваа комисија не е почната, заради тоа што прекршено е основното право на пратениците во законодавниот дом на Република Македонија да зборуваат за прекршена процедура. Тоа е причината зошто 8 дена тапкаме во место, го губиме времето. Времето и можеби не е толку страшно. Ги губиме и трошиме парите на граѓаните на Република Македонија. Или за тоа воопшто не е важно да се зборува. Важно е да се истера некаква замислена агенда, која што би требало да биде спроведена. Почитуван колега, ајде да зборуваме конкретно за образованието. Срам ми е да зборувам и да критикувам еден ваков закон во ситуација во која што големите самонаречени патриоти, најголемите чувари на македонштината и се што има, што е поврзано со македонштината, вклучувајќи го и образованието, се обидуваат да го уништат, да го девастираат до максимум. И еве конкретен пример. Словенија,
Хрватска и Србија инвестираат во своите државни универзитети. Знаете ли, почитуван колега, на кое место се најдува Љубљанскиот, Загребскиот и Белградскиот универзитет? И на кое место се најдува Македонскиот, Скопскиот универзитет, Свети Кирил и Методи? Зборуваме Колега, за привршувајте. таква величина. Ве замолувам само поентата да ја завршим. Ви благодарам. Зборуваме за таква мерливост. Мислите ли, почитуван колега, дека со разводнување на образовниот систем, со дисперзија целосна, како на дисперзирани студии, така и зголемување на бројот на факултети, каде ќе може да се добие одредена диплома, ама само како ливче хартија, не со суштина, не со знаење и вештини, ние ќе го подобриме квалитетот на студирањето? Мислите дека квантитетот ќе донесе квалитет? Па затоа никаде го нема нашиот универзитет. Мислевте ли дека нема да ве поддржиме ако понудевте закон за зголемување на капацитетите на Универзитетот Свети Кирил и Методи? За зголемување на нивните можности, ангажирање на странски професори, светски стручњаци, превземање на странска програма, подобрување на цел... Ве замолувам, немојте со таква реакција, зашто ја предпоставувам вашата контрареплика. Немој да ми одговарате со некакви таксативно најштиклирани активности кои не дале никаков резултат. Во ситуација во која поранешниот премиер на Република Македонија се фали пред своите колеги со 98% на пенетрација на средношколците, на матурантите, на високообразовните институции, тоа е засрамење. Тоа е квантитет кој никако не може да предизвика квалитет. Може, ве замолувам да не ме прекинувате, за и то што ништо ви немам префрлено од место и не смејте тоа да го правите. Ве замолувам, колеги. Квантитетот никако нема да предизвика квалитет. И јас би ја замолил председавачката во ситуација на потреба од одговор на контрарепликата да ја добијам како можност. Благодарам.